Време за утринска тема, соодветна за денешниот 14 јануари. Загадениот воздух ги преполни болниците и амбулантите. Дали живееме со последиците од аерозагадувањето? Инаку најмалку 239.000 луѓе годишно умираат во Европа од загаден воздух. Инаку Европската агенција за животна средина објави дека со оваа бројка всушност се припишува токму на изложеноста на ситните честички во воздухот, како што се посочува во најновата анализа за влијанието на квалитетот на воздухот врз човековото здравје. Податоците потврдуваат дека жителите во Европа се изложени на поголеми концентрации на загадувачи на воздухот од препорачаните ниво според Светската здравствена организација. Кога сме кај нашето локално живење или географија, поточно Македонија и Скопје, над 3800 за жал наши сограѓани умираат годишно поради загадувањето. Имаше и протести на крајот од 2024 конкретно, всушност за чист воздух, кој што започна пред Министерство за животна средина. Инаку протестот го поддржа организации кои што се и наши пријатели и во утринска телма сме ги имале, како што се Скопје Смок Аларм, Независни за Карпош, Одва иницијатива Зелените од Газибаба, нашите на Точак, Go Green, и протестот и понатаму како и досега, последнава деценија особено кога се апелира и испрати силна порака за потребата од стратешки пристап кон заштита на животната средина. Да, ова е еден вечен проблем, би рекла, во нашата Македонија. И многу често зборуваме за истиот, но веќе можеме да кажеме и дека живееме со последиците од аерозагадувањето. Баш во текот на вчерашниот ден, нашата колешка Симона Петревска од информативната редакција пишуваше токму за состојбата со амбулантите и со пациентите кај нас генерално. На клиниката за пулмологија дневно и по 100 пациенти вели бараат помош, а покрај редовните закажани термини амбулантите се полни со итни пациенти, а аерозагадувањето во комбинација со вирусите и бактериите дополнително ја усложнуваат целата работа. За аерозагадувањето, за последиците по однос на здравјето и за колку тоа навистина овие податоци кои што некога за жал се фрапантни, а се однесуваат на нашата земја, зборуваме во продолжение со почитуваната доктор Марија Здравеска, која што е пулмолог и алерголог и член на Македонското респираторно здружение. Добро утро. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Прво да им честитам нова година и да им посакам успешна година на сите ваши гледачи. И почисто Скопје и Македонија. Тоа. Почисто Скопје. Колку убаво, доктор Марија, пред малку што ги погледнавме метеоинсертите, колку би го посакале вака Скопје, од колку овие кои што пред малку ги погледнавме во најава. Дури не мора постојано да има снег, но чистиот воздух. Да биде. Навистина го посакува. Меѓутоа имавме двојна убава желба и ни се исполни тоа е нели баш така зимска идила и чистиот воздух е сега повторно ќе ни предстојат зимски денови кои што ќе се соочи Скопје и Македонија со аерозагадувањето. Да, каква е состојбата еве на клиниките со оглед на тоа што да, можеби имаме снег неколку денови и тоа донесе чист воздух, но си останато да речам се денови во кои што дишеме за жал многу загаден воздух. За жал последиците кои што настануваат од дишење на загаден воздух се кумулираат. Така да неколку дена навистина ние одвај ги очекуваме тие денови и благодариме на природата што ни ги овозможи овој пат, но тие да, убаво е за да се потсетиме како тоа изгледа да се дише чист воздух. Меѓутоа, за жал, многу континуирано, многу денови во годината скопјани, па и не само скопјани, него најголем дел од граѓаните во Македонија кои што живеат во поголемите градови се изложени на вдишување на нечист воздух, односно на загаден воздух, така што тие последици се кумулативни и допринесуваат да практично ние постојано, не само клиниката за пулмологија, туку и клиниките за неврологија, кардиологија, тоа се трите, да кажам, органи кои што најмногу страдаат од ова загадување, се преполни со пациенти за жал од разни типови. Да, и тоа што кажавте, всушност не е дека само во овие есенски зимски периоди, туку ние пролет лето може да забележиме, нели, меѓутоа нели поради тоа што има радост,
сончеви денови, како да го занемаруваме, а присуството на загаденоста е тука. Секако, јас не сум ни физичар, ни метеоролог, меѓутоа јасно е дека заради студот, заради маглата, секако најголемето е ефект во зимските месеци, есенските месеци, меѓутоа да, за жал низ целата година ние имаме високи вредности на овие загадувачи во воздухот, така што практично сме континуирано изложени на таков Значи, доктор Марија, потврдате дека на клиниката за пулмологија во моментот зголемен е процентот на пациенти? Да, секоја зима традиционално ние сите, да кажем, наши болести во смисла на хронична обструктивна астма, обструктивна болест, астма, бронхит и така натаму се многу повеќе изразени во зимските месеци и без загадување, особено потенцирани со големото загадување кое што го имаме, за жал. И го живееме веќе со години наназад. Ајде вака ќе пред малку ви споменав, а убаво е да споделиме и со гледачите дека крајот од 2024 некако една од позначајните вести, барем за мене, а верувам и за многу од граѓаните, беше дека секое седмо дете на бебенце кое што се раѓа кај нас, за жал се соочува со белодробни потешкоти или заболувања понатака, а сето тоа е всушност резултат на високото аерозагадување кое што ги имаме со години наназад. Едно истражување од септември минатата година, а поддржано се разбира од УНИЦЕФ, вели дека секој 9-ти смртен случај кај новороденчиња во нашата земја е всушност поврзан со загадениот воздух. Ова се навистина загрижувачки податоци, бидејќи раната и честа изложеност на загаден воздух влијае врз развојот на мозокот, на белите дробови на органите на бебињата и се разбира понатака има голем удел во понатамошниот развој на децата. Што вие би прокоментирале со оглед на тоа што нели сте пулмолог, сте алерголог и знаете нели како функционира системот, односно нашиот организам, што се случува кај најмалите кои што некогаш и пред време ќе се родат некои бебиња како резултат можеби на аерозагадувањето, кога имаме незрели бели дробови, што ова аерозагадување им прави на најмалите? Многу е комплексен тој проблем, заради тоа што е толку комплексен и Европското респираторно здружение од пред веќе неколку години посебен акцент става на овој проблем, на потребата да се обезбеди чист воздух, односно да децата ги растеме во незагаден воздух, бидејќи влијанието на загадувачите кои што ги вдишува мајката уште во тек на бременоста практично поминува, особено оние најмалите частички поминуваат во циркулацијата на бебето и низ плацентарната циркулација и бебето практично страда уште во преднаталниот период. Секако опишани се предвремено раѓање со помала родилна тежина, раѓање на деца со недоразвиени бели дробови, успорен раст и развој не само на белите дробови, туку и на мозочната функција кај децата, така што психосоматски нарушувања, да, така што тоа е една стварно комплексно влијание на кое што загадувањето го има. Меѓутоа овде сакам да потенцирам, ние кога зборуваме за загадување, секогаш некако така ни асоцира тоа на надворешното загадување. Меѓутоа ќе ви кажам бројки од европски податоци и светски податоци дека отприлика 7 до 8 милиони луѓе во светот годишно умираат од загадување, од кои што 4, нешто се должат на надворешно загадување, односно загадување на надворешниот воздух, но 3,2 или 3,6% по различни информации се должат на внатрешно загадување, на согорување на биомаси и на загадувачи како што се чадото тутунот. Така што ние кога зборуваме за загадување, загадувањето е општото загадување. Загадување значи вдишување на воздух, практично нас не смета, вдишување на воздух кој што не е чист, независно каде. Уште повеќе, ако вие од надворешното загадување не можете да побегнете во внатрешна средина, која што ќе ви обезбеди малку одмор. Значи ние во Македонија особено сме нападнати континуирано, практично основното човеково право на чист воздух на нас не е нарушено комплетно. Дали е тоа во нашите домови, затоа што не можеме да проветриме, дали е тоа надвор кој ќе излеземе, дали тоа кога ќе седнеме во било која да кажам, еве ресторан, театар, па дури и театар. Еве, например, екстрем доживеав јас пред во декември на една театарска представа, кога човекот до мене пушеше електронска цигара внатре во театарот. И тоа се веќе
несогледиви апсурди со кои што ние се соочуваме, бидејќи де факто не е регулирано, дека тоа не е дозволено и нормално луѓето го злоупотребуваат тоа, не размислувајќи дека и на себе си, на своите деца им штетат. Значи, навистина е многу важно да размислуваме на ова, навистина е многу важно да ги растеме нашите деца во средина во која што барем ќе им дадеме потенцијал да се развијат онака како што нивната генетика им овозможила, а не да ги уништуваме практично нивните потенцијали уште од пред раѓањето и може ли само да го потенцираме моментот со електронските цигари и со загадувањето кое што тие го придонесуваат во затворени простори, затоа што ова мислам дека веќе излегува буквално од сите граници. И со оглед на тоа што нели веќе во рестораните, локалите е дозволено да се законот се врати во функција. Не е забрането. Да, меѓутоа ова со електронските цигари е исто така еден важен момент кој што можеби голем дел од луѓето нели не обрнуваат внимание, можеби како и тој човек кој што го споменавте. Значи едноставно не сметаа дека и тоа е загадување. Се појавија мал милион супститути на нели конкретниот тутун, мислејќи дека нели тоа е многу по нештетно да речеме за не дека и луѓето пасивните мислат, пушачи. тие се така рекламирани од страна на тутунските индустрии, така дека се тие нели сега спасот од штетноста на цигарите, но напротив, тие се само поинаку штетни. Значи, се што согорува, се што ослободува нели оние мириси, односно ги согорува органските материи кои што ги предизвикуваат мирисите. Оној вейп, како се вика, пареја, која што излегува од овие вейп цигари, како сега електронски цигари, да не ги кажувам. Јас обично избегнувам и воопшто да им придавам значење, не сакам не да ги спомнувам. Меѓутоа, сите тие материи, практично, кои што ги согоруваме и вдишуваме, се материи кои што нашиот организам не е направен за да може да треба да ги вдишува и да може да се одбрани, да се очисти од нив. Особено белите дрвови, бидејќи практично механизмите на пречистување на белите дрвови се многу оскудни. Тие се мукоцилиарниот апарат кој што е на самите дишни патишта, на површината, кој што се уништува со помош на цигарите. Би сакала уште малку да се вратам на децата, а тоа е дека толку е тој проблем и на европско ниво и на светско ниво согледан, што веќе Европското респираторно здружение препорачува да диагностиката на нарушувањата на дишните патишта и нарушувањата на белите дробови, на развојните промени на белите дробови се толку чести кај децата, што препорачува да се прават скрининг спирометри, скрининг измерења на капацитетот на дишните патишта уште од најмалата возраст на децата, уште од кога тие можат да соработуваат. Значи тоа е предшколската возраст, за да би можеле да ги затоа што е тоа толку голем проблем, за да би можеле да ги детектираме оние деца кои што се таргет, практично кои што имаат веќе предходно нарушени дишни патишта и помалку развиени бели дробови, бидејќи тие се нашите потенцијални пациенти кои ќе пораснат прашања. Што значи тоа? Во иднина тие можат многу порано да се соочат со посериозни тутунот и по цигарите или? Не мислам дали можат со посериозни заболувања. Тие се оние деца кои што се нашата слаба точка практично. Они се таа популација на идни нели возрастни пациенти наши кои што ќе имаат проблем, кои што ќе имаат поголема склоност да добијат и астма, и хронична опструктивна белодробна болест, и други белодробни заболувања, да имаат одреден степен на инвалидитет во тек на својот живот. Значи, тоа се сериозни работи, бидејќи белите дробови се витален орган. Значи, човек не може да живее без белите дробови. Така што ние треба за респираторното здравје да се грижиме уште од најмала возраст кај децата наши, за да имаме здрава популација. Да, и често пати знаете и во вашите изјави да ги истакнете научните истражувања кои што ги има и Светската здравствена организација и како што кажавте, Европското респираторно здружение за нели со овие научни податоци дека баш дури во ембриалниот развој се случува децата да ги имаат токму овие состојби. На тоа воопшто не размислуваме. Напротив, мислам дека постои некоја индолентност или како да кажам помеѓу младите мајки и во нашето општество воопшто, во кое што мене тоа нема да ми се случи или на моето дете тоа нема да му се случи или тоа се преувеличени работи. Меѓутоа нашето општество, нашата држава, институциите кои на некој начин го поддржуваат ова мислење и кај младата популација,
и кај младите жени и луѓе кои што би требало да бидат заштитени, да се заштитат себе си прво од загадувањето, бидејќи викат па ако беше, јас сум слушнала многу млади пациенти, ако беше толку штетно пушењето или загадувањето ќе го забранеа до сега. Значи еден индиректен, една свест која што не подпомагаат нашите институции да не ни помагаат нас да ја пренесеме на нашата популацијата да биде затоа што последиците ќе се доживеат после неколку години, не се во моментот кумулативен ефектот, но ефектот е многу докажан. Да кажем, има испитувања направени во лиц во Англија, во Швајцарија, да кажем, има многу голема студија во која што точно епидемиолошки се следени инциденцијата на болестите на белите дробови и на циркулаторниот систем во местата каде што има голема и тешка индустрија и големо загадување, наспроти местата како што се Давос или некои други места каде што практично нема или има многу мало загадување, бројките јасно покажуваат, значи статистички сигнификантно покажуваат дека тука постои многу голема влијание, практично не е тоа измислено влијание, тоа е научно докажано дека постои влијание на загадувањето особено врз белодробните и циркулаторните болести. Некаде околу 54% од сите болести, сите смртни случаи кои што настануваат заради загадување се заради циркулаторни промени, акутни инфаркти, акутен срцев удар и акутен мозочен удар. Од друга страна, нешто помалку од 50% се должат на хронична, практично смрт поради хронична обструктивна белодробна болест, пнеумонии кои што се зголемени заради изложеноста или склоноста кон пнеумонии и исходот на пнеумоните кои се зголемени заради изложеноста на загаден воздух и секако белодробниот карцином некаде со 7 до 8% од целата оваа група. Инаку, никој пат нема да заборавам, сега кога говоревте нели за проценти и така натаму, пред 2 години чинам дека можеби и 3, кога се сеќавам бев на Истанбулскиот аеродром и одек на веста дека се роди 8 милиардитиот жител. И така го нели споделија како една новина убава за нели модерниот Homo sapiens и многумина нели да речеме луѓе кои што прават научни истражувања апропо загадувањето велат да, тоа е супер за човештвото, меѓутоа што правиме со загадувањето и нели зголемувањето наталитетот и да речеме кога имаме ваква една структурирана и еден метеш и карамбол од луѓе во една метропола. Скопје практично нели говоревме пред да се запалат камерите дека 90-тите не го помниме баш вака да речеме. Знаеме дека и опеано е во песни Скопје дека било со магла. Меѓутоа денес има мал милион загадувачи и ова за жал всушност многу често знаете да кажете и вие доктор Марија дека е сезоната ваша. Практично. Да, ова е наша сезона. Навистина нашите амбуланти се преполни на дежурства, колегите реферираат огромен број на случаи хитни кои што доаѓаат заради барат помош нели заради акутно влошување на нивните состојби. Она на што сакам јас да кажам е дека ние мораме да ја подигаме свеста со вакви емисии покрај другото и на разни начини кај народот воопшто дека загадувањето е проблем, дека загадувањето и во надворешната средина и во внатрешните средини е проблем, за да би можеле практично да се створи една критична маса која што тоа ќе го побара од нашите институции, бидејќи јас исто така често зборувам дека не можам да ги разберам нашите институции кои што деца нели фамилии исто така живеат во ова загадување, исто така се изложени, практично за жал многу малку ние можеме да направиме да би се заштитиле на нас да не делува загадувањето. Скоро ништо, така што не знам како и оние кои што ги водат нашата држава сега и нашите институции, како они размислуваат и зошто е потребно некој друг да ги поттикне, зошто само иницијативно не направат нешто, односно што е тоа толку важно кое што превагнува како треба да одлучат дали ќе стапиме во борба со тоа загадување. А решенија постојат. Шангај на пример е еден од најголемите примери кој што беше еден од најзагадените, можеби и најзагаден град до пред 7-8-10 години, со огромна популација, со нели огромна и индустрија и се околу автомобилска и така натаму, така кое што практично само за 5 години успеа со многу ригорозни мерки да направи драстично намалување на загадувањето и практично од оној Шангај слики со маски што се шета луѓето уште пред короната, надвор заради загадување, сега веќе практично гледаме еден сосема друг Шангај.
И други примери има, не би сакала да има и од товарувам Европа сега, и но се може надевам да се дека направи. апсолутно. да се Да, направи, не треба да бидеме слепи кога постојат Да. успешни примери за тоа дека аерозагадувањето може буквално да се реши. Доктор Марија, пред малку споменавте белите дробови се вителен орган и навистина треба посебно внимание да се обрне на истите. Ако во континуитет имаме денови и зими со години наназад во кои што нашите бели дробови се преполнети со она што не треба, тоа се нели PM10 частичките или токсини. Има ли начин како да ги регенерираме? Како да се заштитиме колку толку или да ги обновиме, ако може така да се изразам? Два моменти. Едниот момент е како да се заштитиме, другиот момент е дали да ги регенерираме. Поедноставно ми е второто, бидејќи не постои регенерација на белите дробови. Значи, за жал, белите дробови не се само витален орган, туку се многу високо диференциран орган. Тоа ние го викаме така во медицината. Значи, ткивото е многу специфично, многу специјална структура има која што е наменета нели за таа основна витална функција што ја има во организмот. И не постои скоро минимална регенерација практично на белодробното ткиво. Она што е оштетено, Сака да кажете, тоа оштетено. Оштетувањето е во континуитет и оди се повеќе и повеќе и повеќе. Постојат некои минимални реверзибилности кај дадени болести на бели дробови, меѓутоа во суштина она што е оштетено од хроничниот оксидативен стрес, доколку може минимално да се регенерира во акутната фаза, меѓутоа ако настане хронично оштетување, веќе регенерација скоро да не постои. Значи, она што е оштетено, ако се замени со сврзно ткиво, веќе практично нема назад. Уште поважно е за тоа да делуваме на тоа, првиот дел од вашето прашање, како да се заштитиме. Како да се заштитиме е многу тешко во услови кога насекаде сме нападнати од загадување. Да кажеме... Дали има некој ефект ако се качиме на планина за време на викенд, а потоа дојдеме во град каде што е загадено? Или заминеме ве сега се зимски одмори, па недела дена може дел од граѓаните нели да си дозволат на планина во некој зимски центар да подишат воздух. Тоа има ли влијание на секој момент на дишење на чист воздух има сигурно влијание. Меѓутоа не се за жал, ако од една страна загадувањето се кумулира и штетните ефекти, нема компензација баш. Нема баш компензација, односно чистиот воздух не се кумулира така. Така што неколку литри воздух поминуваат секој ден во нормално, секој час во нормално дишење, значи низ белите дробови. Се што е или не треба да биде состојка од тој воздух и се наталожува внатре во белите дробови, многу тешко понатаму се исфрла. Дали е тоа загадување од овие ПМ честички, било кои надворешни загадувачи, или е тоа загадување од биомаси што ги согоруваме, за жал и многу други поштетни материи кои што во Скопје, особено и во Македонија се согоруваат поради недостапноста, веројатно, или неможноста на луѓето да си дозволат, еве да кажеме, еколошки оправдано гориво за загревање, поради сите овие цигари, електронски цигари и разни загадувачи во внатрешната средина, практично ние нема каде да бегаме. Нашите бели дробови се постојано нападнати, постојано се под тој нели оксидативен стрес кој што настанува заради вдишување на овие материи. И она што е уште многу типично, што стално го забележувам, е дека сите медиуми сакаат да зборуваат за ПМ честички, така некако најпопуларно е тоа. Меѓутоа, ПМ честичка само значи particulate matter, значи тоа значи некоја честичка која што има дадена големина, која што ќе влезе до дадено ниво на белите дробови, ако е поголема ќе се задржи во дишните патишта поголеми, ако е поситна или ако е под 2 микрони може дури да помине преку бариерата во белите дробови и да влезе во циркулацијата и на таков начин да ги оштети и крвните садови и затоа и настануваат овие циркулаторни промени поврзани со загадување, но никој од нас или ретко кој од нас зборува за составот на тие честици, за хемискиот состав на тие честички, бидејќи и тоа не е занемарливо. Не е исто од што е изградена таа честичка. Дали се работи за некоја органска материја која што е карциногена,
дали се работи за нека органска материја која што може да го оштети повеќе белиот дроб. Значи, мораме да размислуваме и на тоа, и на типот на загадувачи кои што постојат во нашата држава, за да би знаеле прво како да ги лоцираме, како да се бориме од нив, а и до некаде да се заштитиме. Всушност, како ги, што билите вие, не индолентни, туку по некој пат така ги занемеруваме овие факти, што тоа се содржи, можеби таа мала, нели, PM10 честичка или 2,5. И вистина, ако порано хронично болните беа на удар или со респираторни проблеми, најлаичко прашање, која група можеби е најзасегната? Конкретно кога ја имаме комбинацијата со вирусните инфекции кои што се сега во моментов присутни, сето тоа во комбинација секако со најзасегнати се децата. Значи, децата се најзасегнати од повеќе причини. Прво, нивните бели дробови се во развој. И поклетки во секој аспект. Во развој. Они имаат поголема фреквенција на дишење, значи големи количини на воздух постојано поминуваат низ нивните бели дробови, поактивни се цело време, исто така, значи колку повеќе се активни, толку поголема е фреквенцијата на дишење и толку повеќе воздух поминува низ белите дробови. Секако и организмите кои што се во развој, нели они можат повеќе да има повеќе штета, односно да се на некој начин наруши тој развој. Од друга страна, исто така, луѓето кои што се повозрасни заради послабата регенеративна способност на сите органи и поголемиот број на коморбидитети кои што ги имаме, кои што придонесуваат само да биде клиничката слика потешка и секако белодробни, она што нас особено не засега и ни ги полни амбулантите се болните кои што имаат хронични белодробни болести од различни типови, за кои што ова загадување кое што е во големи количини практично е дополнителен тригер или дополнително оптоварување или поттикнувач на влошување на нивната основна состојба. Лоша е сликата за носењето на маски и секој пат ќе не подсетува веројатно на календарските денови на пандемија, меѓутоа ги препорачувате во... Знаете што, уште нашите, да не кажам баби, или предци го забележале тоа дека кога има магла во Скопје, нели треба да носите шал. Во суштина, се што ќе изфилтрира нешто, барем дел од тоа загадување да не влезе во воздухот, е добро да се носи. Да, кога се денови на големо загадување, секако препорачувам да се носи било каква заштита, на некаков начин да го изфилтрираме воздухот. Не помага тоа максимално, не помага тоа апсолутно. Сигурно дека ние не можеме со оние, не знам, РБХ заштита маски да се шетаме со HEPA филтри, меѓутоа колку што е можно, значи дел да се изфилтрира, секако и дека и пречистувачите во внатрешните простории вршат работа, но се еден многу скап спорт, да кажам, не е тоа така едноставно и не само да се купи апаратот, туку и да се одржува е, нели, скапо, не е веројатно, не е достапно за сите луѓе. Се препорачува да луѓето секогаш, меѓутоа и во услови на поголемо загадување, конзумираат храна која што содржи повеќе антиоксиданси, како каротен, како шумско овошје и така натаму, или вештачки, да кажам, антиоксиданси, вештачки произведени антиоксиданси. Меѓутоа тоа се нијанси кои што не можат, да кажеме, да го спречат и комплетно да го заштитат од организмот од загадување. Она што највеќе треба да се направи е да се направат мерки за да се избегне изложеноста на државно ниво. И треба институциите да го Знаете што, ние сме навикнати и секако се согласувам, мора институциите да превземат најголемите инструменти се во нивни раце, но и ние како луѓе, како секој од нас, не можеме да занемариме и нашата лична одговорност. Значи, ние придонесуваме во тоа загадување. Загадувањето не се случува од никаде. Тоа го правиме ние луѓето со нашиот начин на живот. Би прашал уште некој, ако ни дозволи режијата, уште 2-3 минути, 4 да ве задржиме, доколку и вам ви дозволува времето. Знам дека пред некој период излезе информацијата, можеби вие потврдите дека над 100.000 граѓани всушност во Македонија живеат со хронично обструктивните белодробни заболувања. Тоа е голем процент од целокупната населеност на Македонија. Што се случува со пациентите ако болеста, да речеме, не е контролирана или е контролирана? И ја спомнавте спирометријата, дали е препорачана? Спирометријата е нашата основна алатка да откриеме дали постои нарушување во капацитетот на белите дробови во начинот на кој што се вдишува и издишува воздухот од дишните патишта, кој што ни е практично основна дијагностичка метода за да откриеме дали постојат некакви болести
и на белите дробови, не толку на белите дробови ориентационо, меѓутоа на протокот на воздухот на издишните патишта, да. Основна алатка е да може да се открие, да се посомневаме на астма и да откриеме, односно дијагностицираме хронична обструктивна белодробна болест. И тоа е нешто што се препорачува, како што кажав, и од најмладата возраст веќе се препорачува од страна на Европско респираторно здружение да се прави спирометрија уште од школска возраст кај деца, за да се детектираат кои се ризичните групи, но и понатаму во дијагностика на ризичните пациенти. Што е ризичен пациент, конкретно за ХОП? Тоа се луѓето кои што имаат хронична кашлица, кои што имаат хронични повторувачки бронхити, особено во зимските месеци, кои што имаат тешко дишење, кои што имаат замарање, не може да ги извршуваат своите нормални физички активности во тек на денот. Тие луѓе треба да се или имаат свирење во градите, чувство на стегање во градите, тоа е таа популација која што треба да се посомнева, да се јави кај својот матичен доктор, за да биде упатена за дијагностицирање дали случајно се работи за хронична обструктивна белодробна болест и секако, бидејќи повеќе од 90% од пациентите со хронична обструктивна белодробна болест ја добиле заради, односно пушењето е фактор за појава, фактор број 1, кај повеќе од 90% од луѓето. Секако сите луѓе кои што се сериозни пушачи, односно ние имаме мерки со кои што викаме сите луѓе кои што имаат повеќе од 15 пушале, повеќе од 15 кутии годишно, кутија години е таа мерка. Значи тоа е да кажем 15 години по една кутија цигари на ден ако сте пушале, тогаш веќе сте еден ризичен пациент и за развој на хронична обструктивна белодробна болест и за белодробен карцином и таквите луѓе практично би требало уште од ниво на матични доктори да бидат упатени за да се направи проверка, спирометрија, ако е потребно и имиджинг метода на белите дробови, да се види дали кај нив се развила некој од овие штетни последици. Ве прашав, бидејќи за жал една наша колешка во Телма телевизија со големо срце секој пат нели си се советуваме, која што за жал беше пациент и е се уште нели со ХОП, вели од нешто мора да се умре, па сега тоа е нели некој пат наоѓаме постојано изговори и така некакви животни шанси како можеме да се излечеме од нешто, меѓутоа секако дека од нешто сите ние ќе умреме, тоа мислам ако веќе зборуваме такви фаталистички теми, меѓутоа не е seедно како ќе биде тој пат. И не е seедно дали е тоа нешто што не сте можеле да го спречите или е тоа нешто што сме можеле да го спречиме, така е. Доктор Марија, прекрасен разговор и корисни совети за нашите гледачи. Се надевам дека ќе стигнат на вистинското место и дека барем ќе се замислат ако ништо друго за своето лично однесување, за свесноста која што сите ние ја имаме, а треба да биде на едно малку повисоко ниво. Ви благодариме многу за одвоеното време. И јас ви благодарам за можноста да допрам до вашите слушатели. Бидејќи сте поборник против пушењето, тоа ќе биде следна тема со ЦЦ си ја ветуваме и за гледачите. Никој пат не е нели здодевно да се говори на овие теми, ако може биде ова аларм и нова резолуција за многумина нели кои што не гледаат, зашто па да не? Се надевам, можам да кажам дека и на нашата ние долго време се бориме да кажам против пушењето, се бориме да им помогнеме на луѓето со одвикrat од пушење. Сега веќе имаме и појачување, да има телефонска линија нова, имаме и на нашата клиника појачување од страна на психолог и млади колеги кои што се приклучија на нашите активности, така што ги повикувам сите луѓе кои што пушат и размислиле дека би можеле да се одвикнат од пушење, да им помогнеме. Имено, ако Шведска во следна прилика, како вели до 2030 е како национална стратегија да биде непушачка нација, така no smoking, тука и Нов Зеланд и уште други земји, се надем дека тој процент од повеќе од 50% од населението во Македонија да го намалиме ние до 2030, да. Ви благодариме.